K15! Бе, Рики, помина ли шпицата? Помина 5 минути, веќе древам снимат, не знам што да кажем, разбираш. Ај, почнувай. Драги гледачи, добър ден! Добро дойдоте повторно у нашата колажна емисија. Како и секој пат, и денеска ќе имате шанса да проследите повеќе содржини. Именно, јас и Рики ќе разговараме за повеќе теми како што е култура, зад кулисни работи у религијата, ќе разговараме за здравство и после тоа ќе имате шанси и рекламички да видите. Култура. Добро бе, Рики, ти зошто не дојде с нощи у театар? Ти знаеш ли ја шо убаво си помина? Што правеше у театар, бе, разбираш? Шо правеш таму? Седна у тия првиот ред, среќа што ги носи тие тубите. Таман че излезе тие че каже туби, ја че курдисам да му и давам тубите, он но туби, ќе се вратам назад, че седнам. Пак е тамо што ќе седнам туби, па да му ги давам тубите, но туби, и така туби, но туби, туби, но туби, запалење на мускулите доби, разбираш ли? Море, Блаж, ти много си прост, разбираш. Ти връзка немаш англиски, бе. Ти знаеш што значи туби. Туби значи бивали. Колко ти каже некој Блажо, но туби значи Блажо не бивали. Значи туби, or not туби значи Блажо, бивали, не бивали. Ја учиш у руската паралелка, тоа не ни го кажа. А ти зошто не дојде? Не можех да дојдам. Бех синоќа на састанок со еден човек. Со кој човек, бе? Не го знаеш. Религија. И он ми кажа оти некој кардинал да дел 3 милиарди марки за да се рестура Југославија. На кого му дадел? Не ми кажа. Пф! Добро бе, ти, шо си толку замислен, шо си толку разочаран целиот? Море, Блажо, ти знаеш, овај период стално у годината сам за никаде, стално кога преоѓа од Стрелец према Јарец, на мене ми треперат ганглиите. А зошто се секираш? Те секирам се, од што ми треперат ганглиите, од и двата знака заврши на ец, шо да правам? А јас не сум ни Стрелец ни Јарец. Здравство со парамедицина. И како што ми треперат ганглиите, појавуваат ми се брчки тука под носо. И кога ќе шмркнам, одат ми на кај челото тука и после ми шетат како реум, разбираш, и после по грбом ми одат, това се брчки и слевнат ми таман на газо и цел газ ми е брчки, разбираш. Ти за тоа немаш шо да се секираш. Чим имаш брчки на газо, жена ти че те легне, една мокра кърпа отгоре, ке те запегла тоа, ке ти направи 2-3 фалтички колко е и ти тоа знаеш после колко е модерно. Ти знаеш ли колко е модерно, бе? Танга више не се носе. Само панталоните ке си ги ставиш фалтички на газо и си... Немаш ти, бе, зошто да се секираш, бе? Немам. Немаш, бе, Рики. У живото врти случи ти само за две работи. Секој пат треба да се секираш. Паза, че треба да се секирам за нещо. Секирам се. Ама не за тоа. У живото. Или си здрав, или си болен. Ако си здрав, нема зашо да се секираш. Добро. Ако си болен, па само за две работи треба да се Има секираш. секирација, разбираш, за две работи. Ама види сега, ако си болен, или че оздравиш, или че умриш. По това нема ли секирација тука, разбираш? Ако оздравиш, нема зашо да се секираш. Ако умриш, па за две работи само треба да се секираш. Как може да се секирам колко ќе умрам? Или че одеш у рајо, или че одеш у пеколо. Ако одеш у рајо, нема зошто да се секираш. Ако одеш у пеколо, цел ден ќе се поздравуваш со пријатели, така да нема да имаш време да се секираш, бе. Така да ти немаш причина да се секираш, бе. За тоа е чиста парапсихологија, ама тоа у англиска паралелка не се учи, тоа ние го учееме у руската паралелка. Тоа беше нашата колажна емисија, драги гледачи. Пријатно. K15!